Развој на економијата и подигнување на животниот стандард на граѓаните е главен фокус на економската програма на новата влада. Просечна стапка на раст на економијата од 5% годишно, воведување на персонален данок со две стапки од 10 и од 18%, раст на просечната плата до 30.000 денари, минимална плата од 12.000 денари. Колку овие мерки се реални и остварливи? Економски раст од 5% е можен, но за 5 години, сметаат економистите. Според нив, предвидениот раст од 5% стопанството во следните 2 години нема да може да го испорача, како резултат на политичката криза која долго време го држи бизнисот во неизвестност. Бизнисмените исто така сметаат дека треба точно да знаат што ќе бидат ефектите од прогресивното одданочување, за да не дојде до зголемување на даночната евазија. Од една страна таргетираш по една група на луѓе кои што се побогати за да ги оданочиш повише, што можеби гледано од идеолошки аспект е добро, но од друга страна они секогаш наоѓаат начини за евазија и мислам дека таа е една од најмалку размислените мерки и мислам дека околу тоа ќе треба да има поприлично голема дискусија. Бизнис секторот постојано бара реформи, но добро осмислени со прецизни пресметки што ќе донесат за фирмите. Велат дека се свесни дека просечните плати кои ги исплаќаат се недоволни, но дека пораст ќе има кога ќе има поддршка за фирмите и стабилна економија. Во програмата на СДСМ има повеќе економски мерки, но не се соопштуваат детали како би се реализирале. Меѓу нив се и укинување на горната граница за плаќање на придонесите на плати, измени во даночната политика за данокот на имот, зголемување на надоместокот за технолошки вишок за 20%, како и воведување државна социјална пензија за секое лице над 65 години кое не ги остварува условите за старосна пензија. Во програмата на новата влада се предвидува и повеќе пари во стопанството, односно финансиска поддршка за домашните компании. Во првата година се предвидува малите и средни компании финансиски да се помогнат со 20 милиони евра. Средствата ќе се зголемуваат секоја година и според очекувањата за 4 години тие да изнесуваат 50 милиони евра, а се со цел фирмите извозно да се ориентираат и да создаваат повисока додадена вредност.